Здраво на сите. Алелуја. Алелуја. Денеска сакам да изборувам нешто за нашиот идентитет како слуги на Бог, како служители. Може? Да. Имавме многу добар машки час во четвртокот. Изборувавме за тоа на кој начин го вкусуваме Божјото царство, на кој начин го разбираме Божјото царство. И повеќето од нас се сложивме со она што нашиот драг брат Драги го кажа. Тој каже нешто многу едноставно и многу силно. И рече дека го запознаваме или го познаваме Божјото царство, како што го запознаваме царот Исус. Амин. И така, кога нашиот поглед е вперен во него, кога запознаваме уште повеќе и повеќе, тогаш ќе ни се открива Божјото царство. И знам дека тука сме сега не бомбардирани, меѓутоа имаме преполно служби, проповеди за Божјото царство и се е во ред, можеме да слушаме. Меѓутоа, кога ќе го запознаваме Исус уште повеќе, кога ќе го затврстуваме нашиот однос со Светиот Дух кој што живее во нас, тогаш Божјото царство ќе ни се открива уште повеќе, ќе стане уште поголема реалност и ќе се манифестира уште повеќе во нашите животи и во животите на луѓето околу нас. Амин. И така сакам сега да погледнеме кон Исус. Кога гледаме на Исус, дали се сеќавате пеевме една песна Ти си јагне и лав, ти си слуга и цар. И токму таков беше Исус. Од една страна слуга, од друга страна лав. И слуга, и од една страна јагне и лав, од друга страна слуга и цар. Ајде ќе почнеме со првиот стих. Бидејќи тука во Откровение, 5 глава, 5 и 6 стих, прво зборува за Исус како лавот јудин и еден од старшините ми рече, значи му зборува еден од старшините на Јован, вика не плачи, ете поведи лавот од јудиното племе. Значи прво лав јудин, а покасно вика во 6 стих да, видов и ете се престолот, четирите живи суштества и старшините јагне што стои како заклано со 7 робови. Значи тој е лав јудин, така, и од друга страна е јагне кој што се дава за гревот на цел свет. Во Јован 1:29 имаме исто така стих кај што зборува утрената Јован Крстител го виде Исуса како доаѓа пред него и рече еве го Божјото јагне кој ги зема гревовите на светот. Тоа беше неговиот идентитет. Тоа беше неговата суштина. Од една страна лав, интересно зборува дека е лав јудин. Доаѓаше од јудиното племе, така? Доаѓаше од тоа племе. И оттаму знае дека е лав. Од таму каде што доаѓаат, од таму каде што тој дојде, знаеше дека е лав. Меѓутоа за овој свет, иако е лав, реши да стане јагне. Интересна работа. Слуга и цар. Ајде да одиме во Марко 10:45. Затоа човечкиот син не дојде да му служат, туку да служи и да ја даде својата душа за откуп на мнозина. Иако знаеше дека е човечки син, иако знаеше дека е Божи син, иако знаеше дека е цар на царевите, тој дојде тука да ни служи. Всушност тој беше цар, облечен како со наличие на слуга. Решил да ни служи нас. Филипјани 2:5-8. Имајте ја во себе истата мисла која беше и во Исуса Христа, кој иако во Божјо обличе, не го сметаше како грамното тоа што е еднаков со Бог, туку се лиши самиот себе си и зеде обличен на слуга, станувајќи сличен на луѓето. Значи тој беше еднаков со Бог, тој беше Божи син. И тој реши да не го искористи тоа, да не кажам да не го злоупотреби, туку да се понизи и да дојде за овој грешен свет и за да ни даде надеж, за да ни даде излез од нашата забеганост, од нашата отсеченост со Господ и да ни служи. Исус, Божјото јагне и лавот јудин. Исус, слуга и цар. И знаете, всушност е тоа и нашиот идентитет. Бидејќи има еден друг стих каде што вика како што е тој, такви сме и ние во овој свет. Амин.
Има интересна работа, кога се чита понатаму во Откровение, читаме за четирите лица на четирите живи суштества. Дали знаете кои беа лицата на четирите живи суштества? Лав, юнец, да наречам вол, орел и човек. Тие четири, да. И многу ми наверуваат, меѓу кои и јас, дека тие четири лица на четирите живи суштества кои се наоѓаат најблиско до Бог, пред самиот Божји трон. Знаете, можеме да го замислиме ангелскиот свет како заштита околу Божјиот трон. Сфера по сфера, слој по слој. И овие четири живи суштества се всушност оние кои што се најблиско до Господ, од неговата најголема близина. И интересно, наликуваат, има четири лица. И затоа луѓето веруваат дека бидејќи се најблиско до Бог, тие четири лица на тие живи суштества го сликуваат Божјиот карактер. И кој е Божјиот карактер? Лав, водач, цар, храбар, семоќен. Во ред? Јунец. Тоа е вистинското, не знам кој превод кајнец. Теле? Добро, да. Окс на англиски. Тоа символизира неговата сила. Бидејќи го користиме јунињата, телињата, воловите ги користиме за да влечат така. И да манифестира неговата сила. Орел манифестира дека тој одгоре ги гледа работите. Има увид на сите работи. Се знае и се присутен, се гледа. И на крај човек. Ние сме создадени, фала многу. Ние сме создадени според Божјо обличие, така? И затоа наликуваме на него. Исус дојде на земјата и стана човек. И сега може да се фарлиме дека Господ не е само Бог, туку е човек. Веќе Исус е Бог и човек 100%. Амин. И така, и тие четири аспекта зборуваат за лавот како оној што е цар, така? И јунецот како оној кој што е слуга, кој што служи со својата сила. Орелот кој што исто ги одликува Божите квалитети, се знае, се присутен, и човекот кој што е пред Бог како свештеник и се застапува за човештвото. Така да јас немам се навредно ако некој ми каже Николче е полуеден. Бидејќи мојот главен идентитет е идентитет на слуга. И ако еден од Божите карактери е теле, вол, така, ја символизира Божјата сила, не се вреди. Да. Сума не е важното. Појак се од мене. Се шалам. Не се шалам. Да, така. Си го барав. Значи, и го имаме тој идентитет. Идентитет на цареви, меѓутоа идентитет на слуги. Всушност, како што кажав, цареви, облечени како слуги, кои решиле да служат. Ајде се вратимо во Филипјани, ако не ти е тешко, Луки 2 глава, 5 и 8, вика, истата мисла да имате како Исус, истиот став. Ја знам дека сум цар. Ја знам дека се можам. Ја знам дека ме бива. И често пати од оваа говорница, многу луѓе кои го имаат тоа откровение, проповедуваат на таков начин. И се е во ред тоа. И така треба. Веќе си го знаат својот идентитет во Исус Христос, знаат дека не се грешници, туку дека се Божји праведници, така, затоа што Бог не оправда со својата праведност, и го прокламира тоа, и го прокламираат својот царски статус. Во ред? Меѓутоа, треба да имаме истата мисла како Исус, кој, иако цареви, иако еднакви со Господ, сепак во овој свет решаваме да служиме. Во овој свет решаваме да не биме агресивни и да им се прави луѓето дека сме нешто подобри од нив, туку да им презентираме Божјата љубов во понизност. Амин? Кои се карактеристиките на еден слуга? Му служи прво на Господарот лично, му прави метани, што ви кажеме нашите,
што ќе каже, и потоа работи на неговата нива, така работи неговиот имот, на неговите поданици и така натаму. Интересна работа е, во Лука 17:5, вака почнало учениците му побараа на Исус да имаат повеќе вера. Апостолите му рекоа на Господа, придај ни вера. И потоа Исус почна да му кажува за еден верен слуга, кој што верно работи на нивата на Господарот, и потоа се враќа назад и му служи повторно на Господарот. Значи вика, кој од вас ако има слуга, откако ќе се врати слугата од работа, ќе му рече, ај сега слободен си, туку дојди служи ми мене. И тука интересна работа. Зошто на таков начин Исус ми зборува за да добијат вера? Бидејќи јас верувам дека клучот за повеќе вера во нашите животи е да имаме срце на слуга. Слуга кој не го бара своето, кој доброволно се ставил на располагање. Баш пред 2 недели беше дојден Марлис од Холандија, кој што ни служеше тука и имаше многу успешна конференција. И многу жени така побара помош да се контактира, бидејќи доживеле загуба во нивните животи. И беше и каже неубава работа, пак едноставно. Важно е да си на располагање. Тука сум Господе, на располагање. И тој е срце на слуга, кој што е секогаш на располагање. Кој што решил, моето време, Господе, е Твое време. Дури ќе жртвувам од моите омилени слободни активности и разоноди и сакам да служам Тебе. Секогаш на располагање. Јас верувам дека има многу такви во нашата црква, кои што ги имаат откровение. И не го прават тоа затоа што мораат, туку затоа што сакаат. И се на располагање. И му благодарам на Господ за таквите личности. Амин. Значи, клучот на повеќе вера е срце на слуга, кој не оди според својата агенда, кој доброволно го поклони своето време. И јас би рекол дека главна причина за отпаѓање од верата е многу често наша независност, неволност да служиме, повеќе сакаме да ни служат, неволност да отстапиш значителен дел од твоето слободно време, поривот се да ти контролираш, а не едноставно му предаваш на Господ, и под секоја цена да ја вршиш твојата агенда. И ретко да правиш отстапи, што си замислил, тоа ќе биде. Разбираш што да кажам? Кога си слуга, твоето време е посветено на Господарот. И зошто на некои Исус им рекол, уште не сте достојни за Божјото царство. Всушност, на англиски ако читаме, вика you're still not fit. Не сте уште стасани за Божјото царство. Уште не ви е времето. Јас би рекол, уште повеќе немате откровение. Ајде ќе читаме во Лука 9, од 59 до 62. Значи, прво еден му доаѓа, му кажува, сакам да ти служам, и Исус вика, ќе ти служам било каде си. Исус му кажува, нели лисиците немаат, птиците немаат гнездо, лисиците немаат дувло и такви работи. Значи му кажува дека ќе ми служиш, меѓутоа не знаеш што ќе, уште не знаеш што ќе биде. На втор му кажува, врви по мене, тој му рече, значи сега Исус му кажува на тој, врви по мене, следи ме. Овој вика, ајде најнапред да го погледам татка си. Тука најверојатно се мисли, почекај, кога ќе умре татко ми, ќе сум слободен, па ќе додам ќе ти служам со цело срце, со 100% ќе ти служам. Уште не си стасан за Божјото царство. Исус му кажува. Остави ги мртвите да ги пребудат своите мртвоци. Значи овде можеби изгледа грубо тоа што Исус го кажува, меѓутоа кој е контекстот на ова? Уште не си стасан. Уште не си го разбрал значењето, важноста на Божјото царство. Уште го пркаш наследството на овој свет и не си свесен какво наследство имаш во Божјото царство. Во Исус Навин 24:15 тоа што е јас и мојот дом ќе му служиме на Господ. Слушнали овој стих? Имаме во нашиот дом. Јас и мојот Бог ќе му служиме на Господ. Пред тоа им кажува, вика, изберете на кој ќе му служите. Дали ќе му служите на Бог
или ќе му служите на други богови, или ќе служите себе си, своите потреби. И така да оној кој што запознал Господ, оној кој што има срце на слуга, секој ќе го има ова. Јас ќе му служам на неговиот дом. Јас ќе му служам на Господ. Еднаш жена ми кажа, вие мажите, само за војска зборувате. Немате ништо друго паметно да кажете, само кажувате некои догодовштини од тоа што ви случило во војска. Сега ми се случи нешто и сакам да го поврзам со она што сакам да го кажам. Јас лично мислам дека не зборам многу за војска и не знам дали сум му кажал до сега. Најверојатно сум му кажал, а јас мислам дека не сум му кажал до сега. Поминав низ тренинг за десетар, значи во војска станам десетар, ама поминав низ многу тежок тренинг. Се гледале тој филмот Офицер и джентлмен, каде тој го мачи за да стане, не знам што, офицер, нешто. Ние имавме посебна обука за да станеме десетари. И кога ме виде тој, како да кажам, тој што не беше главен, малечко македонче, 1,60 м. Интересно беше, тука во Македонија може да најдам некој понизок од мене, ама таму кога отидов не може, сите се скоро повисоки од мене. И кога се редевме на строј, не редеа по висина. Јас бев предпоследен. И потоа кога се свртев до тој што е понизок од мене, ќе му кажев, не знаеш колка утеха си. А тој до мене, мислам дека сум повисок од тебе, зашто ме стане прве? И каков таков, не знам зашто мене ме избра за десетар. Интересно, ова го поврзано со понекогаш Господ одбира луѓе кои што не би требало да ги одбери, така? Не се угледни, не се представителни. И поминав низ таа одлука, низ таа обука, ама се изнамачив. И ме навредуваше, еднаш знам дека рипавме од камион, јас се сопнав и паднав на нос. Уште повеќе ми се развика, ме боли, ми вика. Значи, истите работи што ги дожуваше тој, како се викаше помецот? Ричард Гир, да. Знаем дека вики од Македонија. Да. Истите, јас исто ко Ричард Гир сум. Меѓутоа, еднаш толку ме изнервира, толку ме понижи, пузевме, како се вика тоа, ползевме на македонски. И тој застана, јас се мачам, и тој застана до мене и почна, ајде, Петровски, ајде. И од некаде добив толку сила, одинаед македонски. И почнав јас и скоро го стигнав, како се напомнам се зачуди. И тоа веројатно си мислеше, ја постигнав целта, знаеш, успеав. И на крај, толку замразив да бидам десетар, ме оставија на еден издвоен објект во Словенија. Јас го заменив еден друг десетар кој што бил 2 метри и кој што го обожавале сите девојки во селото во Словенија. И сега многу се разочара ако ми видиме новиот десетар. И таму имаше сите високи, а мене ми дадоја панталони и јас така имам, како се вика, ниска тежинска точка, како се вика тоа, како Меси, затоа знам да дрибам, не се шал. Значи, и до тука ми беа панталоните плюс. И потоа ми зеде еден и се смеја, си ги покажуваат панталоните. И таков десетар јас бев, не бев нешто угледен. И знаете што, јас бев десетар кој што никогаш не ги носеше чиновите. Може би не знаат дека сум десетар. Бидејќи на тој изваен објект, офицерите не ми бара, никој не ми бараше и така јас, иако бев десетар, никогаш не ги носев тие чинови. На крај дори станав и разводник, да знаете. Значи, во Југословенската народна армија имам читне разводник, но тоа е со 3. И дојде време, не вратија назад, затоа што изби војна во Словенија, и не вратија назад во Хрватска, во базичната касарна, и дознал дека сум јас десетар, тоест уште разводник ме поставија, и рекоа дека ти ќе водиш утринска гимнастика. Арно, ама јас бев во голема форма, значи си вежбав тогаш, не бев дебел, си трчав, правев скрекови
И кога разбра, Петровски ќе води утринска гимнастика. И после тоа, знаеш, ти треба да ги водиш, трчаш пред нив, трчаш, и после водиш утринска гимнастика, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. И кога пуштив глас, и кога почна да трчам, и знаеш, рекол, Петровски, па ти си опасан. Му рекол, јас сум лав, ми мислите дека сум јад. Значи, зашто го кажам ова? Често пати можеби во овој свет сме неугледни, меѓутоа внатре во себе си треба да знаеме дека сме лавови. Внатре во себе си треба да знаеме дека сме спремни. Ми разбирате? Јас знам дека сум десетар, јас знам дека сум разгодник, јас знам дека имам чин, не мора тоа да го покажам пред другите да го видат. Меѓутоа го покажав тоа кога водев утринска гимнастика, кога давав наредби, тогаш виде има авторитет во мало човече. Така да, всушност, тој е нашиот идентитет. Пред Господ сме лавови, знаеме дека сме лавови, а на луѓето им служиме. И всушност на нас е да откриваме потоа кој има вистински авторитет во Господ. Да не гледаме на оно што е надворешно, така, туку кој Господ ќе ти каже, овој човек може би е неугледен, ама можеш да научиш нешто од него. Малку повеќе истрчал од тебе. Малку повеќе може да те научи. Амин? Знам да го изборуваше овој. Сум ти го кажал мај? Не? Не. Не е измислено. Господ ми е се. Во 1 Тимотеј 3:13. Зашто оние кои добро вршат својата служба, добиваат честна положба и голема смелост во верата во Христос Исус. Повторно, оние кои што има срце на слуга, а оние кои што му служи на Господ, честно добиваат. Не ја си ја бараат својата позиција. Признаеме, јас сум прв, јас сум на тебе. Туку добиваат честна положба и добиваат голема смелост во верата. Повторно, поврзано со срце на слуга и верен човек. Вера. Амин? Во 1 Коринќани 7:23 кажува не станувајте слуги на луѓе, така? Скапо сте купени. Не бидете им робови на луѓе. Значи јас не им робувам на луѓето, не им служам. Како да кажам? Не им служам на луѓето, не им служам на моите деца. Не сум им слуга, како да кажам. Не сум им роб. А им служам затоа што ги сакам. Ме разбирате? Значи, на друго место вика, служете си едни со други. Меѓутоа не станувајте робови на луѓе. Јас служам, веќе сум слуга на Христос. Тој е мојот командант. И потоа му служам луѓето доброволно. Сум напишал тука, служењето е наш одговор на повик од Бог, не реакција на потребите на луѓето. Има толку многу потреби во овој свет. Има толку многу нерешени работи во кои што можеш да се заангажираш. И тоа јас би рекол прво, свати што ти е мандат од Господ. На кој начин Господ те скроил, дали знаеш кој си и што си во Исус Христос, и потоа оди таму каде што Господ е повикал да служиш ефективно. Разбирате? Јас знам дека има многу гладни во Африка. Јас знам дека има многу болни, сакати. Не би требало тоа да не оптеретува, туку најважно е кога јас сум услуга на Исус и кога дознавам кој е мојот повик, што може да направам, зашто ве бива, па ќе го дадам тоа. И најчесто тоа е во црквата. Значи, јас би рекол вака, прво оди доброволно, решавам да сум услуга на Христос, тој е мојот прв идентитет, и потоа сум служител на Божјото царство, а не на царството од овој свет, кои што војуваат за превласт и луѓе гинат. Значи сум слуга на Христос, служител на Божјото царство, и потоа заради тоа сум и слуга на црквата. Амин? Служам во црквата. Така да служењето е наш одговор на повик од Бог, не само реакција на потребите на луѓето.
Интересна работа е кога Исус реши да им ги мие нозете на своите ученици, вика Исус се опаша, се препаша. Оти знаеше, вика може ќе си изводен. И така да понекогаш знаеш дека ќе се изводениш ако решиш да служиш. Знаеш дека ќе се изволкаш. Знаеш дека може би ќе бидеш повреден. Знаеш може би ќе бидеш повеќе ранлив. И полесно е да се дистанцираш. Јас и Маја секој што го кажувам дека клучно за нашето растење во верата и за нашиот напредок во Исус беше кога решивме да служиме во клетка, во домашна група. И најнаш станавме одговорни за некои луѓе и најнаш станавме за нивните животни предизвици, и што поминуваат, како поминуваат. И најнаш тоа ти станува и бреме, ме разбирате? Јас знам дека еднаш сакавме да ја помогнеме на Лиле и дававме еден погрешен совет и заради нас кутрата си да со тој. Да. Меѓутоа беше тоа од добра намера, ме разбирате? Да. Понекогаш и од добра намера сакаш да помогнеш и можеби ќе одмогнеш, така? Меѓутоа Господ го цени тоа срце на служење, затоа што не си само наслучен на твојата фамилија, децата да ми се најадени, да не се гладни, измиени, испеглани, домот да ми е среден, се е тоа во ред. Меѓутоа решивме да служиме. И потоа можеби имаш повеќе мисли, повеќе немир, меѓутоа тоа е добра работа, верувајте. Амин. Второ Тимотеј 4:2, го имаш тој стих? Проповедај го Словото, настојај во време и во невреме. На друго место вика во сезона и вон сезона. Кога имаш срце на слуга, настапуваш и во време на сезона и во време на несезона. И кога си во форма, и кога не си во форма. Сега може би ова време за мене е кога не сум баш во најголема форма. Сум бил во многу подобра форма. Сум се чувствувал многу подобро. Сум се чувствувал многу поуспешен. Меѓутоа тоа не значи дека сега треба да отстапам. Напротив, решавам уште повеќе да служам. Проповедај го Божјото Слово, настои во време и во невреме. Изобличувај, прекорувај, охрабрувај, со сета трпеливост и со полука. Амин. Знаете кои се во Божјото царство служители, кои се наречени служители? Ангелите, така? Ангел значи пратен од Господ. Значи тие се духови кои што ни служат нас, пратени од Господ да ни служат нас. Дали ти сакаш да бидеш во нечи живот како ангел? Во нечи живот кој што има потреба и Господ те праќа и тоа што ќе те рече ова некако како ангел да дојде во мојата куќа. Јас сакам. И тоа што ангелите ќе не завидуваат, не завидуваат. Ќе се радуваат дека ќе се активни и дека се учествуваме во делото на Господ. Амин. Сакам да ви кажам една работа. Видите, кога се зборува за служење, често пати може да се навлезе во малку осуда, во малце критика. Еве, јас служам повеќе од вас, ама вие не служите. И често пати од ова говорница доаѓаат искази како ние треба ова и ова. Ние мора вака и вака. Се слушате така проповеди? Тоа е затоа што луѓето го чита Божјото Слово на таков начин. Значи ќе прочитаат нешто и јас ова не го правам и како заповед и Господе дај ми сила, јас сакам ова да го направам. И сега не знам дали ќе знам да ви објаснам јас на кој начин го читам Божјото Слово. Например, еве има еден стих Римјани 12:2. Како на кој начин јас го читам? Своје тумачење си давам. Немојте да се прилагодувате со овој свет. Туку преобразувајте се преку обновувањето на вашиот ум, за да можете да ја дознаете која е добра, угодна и совршена Божја волја. Ова може да се свати како заповед, така? Значи, Господе, не дозволи да се сообразам и ти се трудиш и си испитуваш себе си и дали сум во овој свет, може би го сакам овој свет. Не, и решавам, знаеш, ќе го запоставам моето тело и како кажам, ќе се жртвувам, сакам да се обновувам, ќе читам многу Библија, во ред, ќе го обновувам умот.
се нешто некои формули се смислуваме. Јас на ваков начин се читам Библијата. Како самиот Свети Дух, самиот Исус ми зборува во моето срце, во мојата длбочина, на мојата душа и како да ме зајакнува. Чедо, нема да се прилагодуваш во овој свет. Значи не е заповед, туку како доаѓа како инекција, како поттик. Ме разбирате? На подруг начин кога читаш? Да ви објаснам, сте гледале Star Trek? Не, Star Wars. Со джедаите. И джедаите имаа моќ на тие што се со послаб ум, што се малку така по-интелигентни, да им ја менуваат волјата. Например, се чувствуваш тажен. И овој, се чувствувам тажен. Сакаш да си одиш дома. И овој, да, сакам да си одам дома. Како да ги хипнотизираат. Сега, Бог, кој што е силен и неговото слово е силно, го зборува своето слово во нас. Ама не да не осуди. Видите, неговото слово, тука сум напишал, не изискува, не бара нешто, туку потикнува, туку оснажува. Јас кога го читам ова слово, не е за да се обесхрабрам, леле дека сум можеби во овој свет, туку го читам ова слово и доаѓа сила. Веќе Божјото слово го читам и Божјата сила доаѓа. Нема да се прилагодувам на овој свет. Ќе се преобразувам преку обновување на неговиот ум. Ќе дознам Божјата волја и совршена Божја волја. Ме разбирате на подруг начин читање на словото? Наместо со осуда, ти дозволуваш да го читам и дозволувам тоа слово да влезе во мене, во внатрешниот човек и да се зајакне мојот внатрешен човек. Амин? И така можеш секој слово да го читаш. Можеш 10 заповеди да ги читаш на таков начин, меѓутоа не осуда, веќе ако не го правам ова, тешко мене, туку не убий. Господе, го примам тоа. Ти ми кажа не убий, јас го примам тоа и нема да убивам, ниту со ум, ниту пак не дај Боже физички. Ми разбирате? Не изневерувај. Го примам тоа, ја примам таа сила. Веќе тоа е Божјо слово кое доаѓа во мојот живот. Се надам дека ова ви значи нешто. Значи начинот, ова е начинот на кој што го примам Божјото слово. Јас го читам Божјото слово и тоа на начин на кој што Бог мене лично ми зборува во моето срце и Божјото слово не е нешто што изискува, туку потикнува и оснажува. Знаете, еден проповедник еднаш кажа нешто многу радикално, го слушаме ви, го покажува неговиот дневник, каде што секојдневно ги запишува мислите од Бог. Работите што Светиот Дух ми кажува. Вика, ова е Божјо слово за мене. Ова ми е подеднакво важно, како и ова Божјо слово. Разбирате? Веќе лично Господ ми зборува. Јас го читам и ме охрабрува, и ме осилува. Исус ми открива работи лично мене за мојот живот. Исус става сила преку неговото слово. Така да нема осуда за оние кои што се во Исус Христос. Го читаме Божјото слово, не како заповеди, ни за заповеди, кои што е тешки да ги оствариме, но мораме, туку како поттик, како инекција. Ајде да одиме во Марко 10 глава 45. И тука зборува за срцето на слуга. Но меѓу вас, значи им го кажува на учениците, меѓу вас не е така, ако некој сака да биде голем меѓу вас, нека ви биде слуга. Значи патот во Божјото царство до големина е да служиш. Кој сака да биде прв, да биде последен. Кој сака да биде прв меѓу вас, нека биде слуга, зашто човечкиот син не дојде да му служат, туку да служи и да даде својата душа за откуп на мнозина. Да имаме тој идентитет. Цар и слуга. Јагне и лав. Знаете, јас многу верувам во волонтеризам. И за мене црквата е место каде што служам, бидејќи Бог сака преку црквата да го инвестира своето царство. Значи, јас сум слуга на Христос, веќе го прибив во своето срце, како мој Господар, како мој Спасител, и тој живее во мене. Сум служител на Божјото царство и сум служител на црквата. Ајде да видиме што кажува во Колошани 12.
24. И потоа уште едно нешто и ќе завршам. Мислам дека не го напишал Андреј? Ајде ќе го најдем да стои. Колошаните. Дванаеста глава. Не постои така нешто. Што сум напишал. Има нешто до Колошаните? Да. Вика, каде јас се станав слуга на црквата. Каде е тоа во Колошаните? А може би не е таму. И вика, го исполнувам во моето тело оно што е недостиг на Христовите страдења. Значи, тој стих сакам да најдам. Дека и станав по Божјо призвание, по Божји повик, и станав слуга на црквата. И со своето тело го надополнувам недостигот на Христовите страдења на црквата. Значи, Павле, прво имал лично искуство со Исус, и му станал слуга на Исус Христос, и потоа добил откровение за Божјото царство, и станал служител на Божјото царство, и потоа станал и слуга на црквата. И навистина беше слуга. Иако може би имаше откровение и благодат многу повеќе од сите други, во негово време, јас верувам дека во негово време, ако дојдете, најверојатно би имало многу личности други кои што се појаки од него, повидливи, ме разбирате? Кои што биле попознати. А Павле би бил, го знаете Павле? Да, и тој е добар, пишува некои писма. И тоа сега сите знаеме што направил Павле. Интересно е, не знам ли се служувате со ова, Исус во Новиот Завет го употреби зборот царство 108 пати, а зборот црква, еклезија 3 пати. 108 спрема 3. 108 е број делив со 3, оди 3 пати, 36 по 3 е 108. Нали тоа значи дека може би Божјото царство е 36 пати поважно од црквата? Да. Јас си го следам Божјото царство. 36 пати е поважно. И тоа решил преку црквата Господ да ја покаже својата многустрана благодат и мудрост и откровенија и да го пострами и да ги постави мудреците од овој свет. Амин. Сите различно сме скроени. Сите на различен начин можеме да служиме. Во Римјани, 12 глава, од 3 до 8, тука зборува за посебен вид на дарови, и овие дарови се, некои ги нарекуваат redemptive gifts. Тоа значи дека се дарови кои што ги имаме уште од раѓање. И некои можеби не се членови на црква, меѓутоа ги имаат тие дарови, така се скроени. Не разбирате? И тука зборува за 7, го немате стих? Андреј, не го напише? Сега ќе го најдем, ово е сигурно. Римјани 12 глава. Римјани 12, 3 до 8. Го имајте? Тие стихови се само бројката. Само бројката, добро. Значи, тие се нарекуваат redemptive gifts, не знам кој бил македонскиот, од 3 до 8, зашто преку благодата што ми дадена, уведам на секој ден од вас, да не мисли за себе повеќе од кој што треба да мисли, туку мислите да ви бидат насочени кон разумно расудување. Да? Благопрво оди понатаму. Има уште? Зашто како што едно тело има многу органи, на сите органи действуваат на еднаков начин, така и ние мнозина сме едно тело во Христос Христос. Секој прединечно сме органи еден на друг. Оди понатаму, ако има. Според едната благодат имаме различни дарби. Значи, некој има пророчка дарба. И мене толку многу не ме интересира зборот пророк, толку глаголот што оди со тоа. И така, ако некој има пророчка дарба, тогаш на друго место вика нека пророкува со верата. Главно нешто за оној кој што
е роден таков, скроен таков од Господ, дури од самото негово раѓање, е верата. И на некои луѓе тоа им е, значи чекорат во тоа, чекорат во верата. И го зборуваат Божјото слово, пророкуваат, навредуваат во Божјиот ум со вера. Амин. Потоа има луѓе кои што со јас се поистоветувам, служители, и вика, ако некој има дарба на служење, нека служи. Значи, глаголот тука за мене е служи. Имаш дарба да служиш, служи. И навистина се наоѓам во тој повик. Мене не ми е многу лесно да водам нешто. Меѓутоа да служам ми е многу полесно. Така сум скроен. Ме разбирате? Дај ми некој таск, дај ми некоја задача и јас наоѓам уживање во тоа да ја извршам. А некој друг може би наоѓа уживање ти таму, ти ваму, да не распределиш, така, ти ова ќе правиш и е добар во тоа, има организациони способности. Јас сум се служител. И трет дар кој што ми е, значи секој од нас има два доминантни дарови. Така јас сакам после ова да секој да размислува кои би биле од овие 7 моите два доминантни дарови. Моите се служител и учител. Ако некој има дарба за поучување, нека поучува. Утрата Маја, кога ме запозна мене, знаеше дека јас се нешто ја поучувам, се нешто ја објаснувам, се нешто ја тумачам Библијата на вистински начин. И тоа со текот на времето сватив дека мојот доминантен дар е сепак служење, а втор поред е поучување, учител. Бидејќи не сум толку многу учител на вистинските доктрини, да не забегаме. Значи, повеќе сум учител на послушност, понизност, таков имав некој пророштво на со беа 3 работи. Кој беше? Послушност, понизност и уште едно, посветеност, такво нешто. Баш за тоа не сум. За тоа коки. Да. Значи, досега имаме некои се пророчки настроени, размислете да имате тој дар, некои се учителски, некои се служителски настроени. Кои се следните? Некој е утешител и охрабрувач. Да. Значи, ако е утешител, да. Некој е дарител. Значи, тој дар на исцелението е повеќе духовен дар. Значи, тука зборуваме, не се ради некој исцелител, како да кажем, природно тоа да е исцелител. Туку, како си скроен. Некој е склон да утеше некого. Јас толку многу не сум склон кон тоа. Да охрабрувам. Меѓутоа знам многу добро дека некој од вас го имате тој дар како доминантен. Да охрабриш. Секогаш наоѓаш начин да охрабриш некого, да утешиш. Значи овој збор повеќе охрабрување, а не само утешување. Дарител. Нека дарува штедро. Значи тука клучно за тој кој што го има тој дар, значи некој има скроен, сака да дае, ужива во тоа, да подарува работи. Јас не сум по тоа пак. Не ме тоа главното нешто. Меѓутоа некој ужива да дарува и служи за тоа. И е многу великодушен, и е многу штедар. Значи, која дава, навистински дава. Нека си дава. Значи, го имаш тој дар, си го преполнал во тебе, ползувај го, користи го од црквата. Амин. Кој управува или кој води, нека управува со усрдност. Не ми се допаѓа тој превод, тука зборува кој води, нека води тука што зборувам. Diligent е на англиски. Труделюбивост. Интересна работа за водачот, оној кој што организира, оној кој што води, оној кој што управува, не е да седи, како нашите земски цареви, ти тоа ќе направиш, ти тоа, тенкови ваму, тенкови таму. Туку, сушност, треба да е најтрудолюбив. Јас баш секој зборувам за примерот кога луѓето од црквата во Струга беа толку многу задоволни од нивниот пастор Александар Дуковски, веќе кажа, тој се труди најповеќе нас. Тој најмногу зборува. Само јави му се во 2 сатот, дојди сака му сведочам, еве го, Александар, доаѓа. Трудолюбивост. Секој сака да следи такви водачи. Амин. Значи главниот глагол за тие кои што ги имаат тој дар, го препознаваат дека се управувачи, дека се организатори, дека водат трудолюбивост, diligence. И последниот дар, и јас тука не сум многу јак, треба да растам во тоа,
кој прави милосрдие, нека го врши тоа со добра волја, на друго место вика радост. Значи, со радост им пружаш милосрдие на луѓето. Гледаш нивните потреби. Приметуваш дека се гладни, приметуваш дека се жедни, приметуваш дека не се облечени. Јас се приметувам дека немаат откровение за Божјото царство. Меѓутоа, и јас нема да најдам радост во тоа, само да нахранам некоја личност. Меѓутоа, во овакви услови на војни, на немири, колку ќе им значи на тие луѓе. И така, има луѓе кои што можеби не служат на црквата, ама делуваат полни се со милосрдие. Не разбирате? Можеби не служи во црквата, ама пророкува, можеби е пајач, можеби е гатач, затоа што е духовен, затоа што прима некои духовни сигнали, нешто, гледа нешто во еднината. Не разбирате? И така да, ајде, размислувајте, кои би биле вашите два доминантни дарови? Дали сум пророчки настроен и главна ми е верата? Дали сум учител, сакам да поучувам? Што беше другото? Дали сум служител, сакам да служам и не ми е важно дали ќе искористам нешто таа работа или не сакам да служам. Охрабрувач, што беше другото? Водач, милосрдие и дарител. Даваш великодушно, даваш щедро. Ме ставиш на мислење? Секој може да служи со ова. Само размислете за вашиот живот, што правите и ќе знаете дека таков сум згован од Господ и на таков начин јас можам многу да придонесам во црквата, во мојата заедница. Сакам да служам со мојот дар. Амин? Ајде да станеме и да... Амин. Тоа некој што има пророчки дар, нека зборува што има вера. Да. Служителот како мене ќе речи, ако има снег да дојдам да... Не сум тако служител, добро. Фала ти, Господе. Фала ти, Боже мој. Гледаме кон Тебе, Исусе Христе. Го насочуваме нашиот поглед кон Тебе, Господе, кон нашиот цар, кој реши да ни служи. Кон лавот јудин, кој ќе се даде како јагне за гробовите на сиот свет. Фала ти, Господе Боже ми, сега бидејќи сме во овој свет, ние како Тебе, ние сме малечки Исуси на оваа земја, Господе Боже мој, и го сликуваме Твојот карактер, Боже. Се сакаме, Господе, да го зграбиме ова, да ти служиме до максимум нашите капацитети, Господе Боже мој. Не површно, Господе Боже мој, туку 100%. Јас се молам, Господе, за моите браќи и сестри, Господе, дека уште повеќе ќе бидат потикнати кон служење, Господе Боже мој, во црквата, за Божјото царство, и ќе ти служат Тебе, Господе Боже мој, ќе поминуваат време со Тебе, Господе Боже мој. Ќе поминуваат време пред Твоите нозе, Господе, слушајќи како зборуваш, како што управеше тоа Марија, Господе Боже мој. На тој начин ќе ти служат, Господе. И ќе бидат и како Марта, Господе Боже мој, ќе ги препознаваат потребите, Господе, во секојдневниот живот, Господе. И едноставно ќе бидат великодушни во давање, во охрабрување, во милосрдие, во служење, во пророкување, во дарување. Фала ти, Господе Боже мој. Фала ти, Господе, што ти ја сакаш Твојата црква, Господе Боже мој. И фала ти, Господе, што уште повеќе ти гледаме докази, евиденција, Господе, како оваа црква, оваа локална црква, Христијански центар 490, го манифестира Божјото царство, Господе. Го манифестира Божјото царство, Господе, како царски синови и го манифестира Божјото царство како слуги, кои што служат со даровите што ставени. Ти благодарам за тоа во името на Исус. Амин. Може би да